Nevladina organizacija za човекови права и слобода. Ова е веќе шеста средба од овој вид со оваков формат во Македонија. Во Битола Цивил е постојано присутен, се чувствуваме добредојдени поради низата години различни активности што сме ги имале овде, заедно со граѓанките и граѓаните на оваа општина. Многу важна за нас, поради повеќе причини, а пред се заради тоа што ние во Цивил ја сметаме Битола како едно културно јадро кое мораме да го негуваме и кое за жал има сериозни предизвици во тој домен, меѓутоа и во сите други домени, исто како и многу други општини во Република Македонија. Ви благодарам што дојдовте во волкав број, можам да кажам дека ова е можеби најквалитетниот состав собран на една ваква средба која ја организираме во рамките на проектот Акција Интеграција. Јас би сакал неколку збора да кажам за проектот. Ние сме како организација стратешки партнер на Хайнек Бел фондацијата, тоа е политичката фондација на германските зелени. Ова што го работиме денеска и што ќе го говориме денеска, го работиме речиси цела година. До крајот на октомври ќе се обидеме да собереме што е можно повеќе мислења од граѓанките и граѓаните кои се најважни за нас, претпоставувам и за сите луѓе кои се денеска овде, од представниците на локалните власти, бидејќи сметаме дека локалните власти не се доволно застапени во рамките на националните политики и заради тоа и така го дизајниравме проектот. Одиме првенствено со локалните власти да соработуваме на овој начин, како денеска, меѓутоа се разбира и на низа други начини, и исто така во соработка со локалните медиуми и низа други засегнати страни, а се разбира неизоставно со невладините организации, односно организациите на граѓанското општество, меѓутоа и граѓанските иницијативи кои се неофицијални, кои не се регистрирани во Централен регистар, меѓутоа нам и се многу важни бидејќи носат квалитетни идеи, квалитетни акции во своите програми, и мислам дека во ова наша турнеја из Македонија која трае веќе 7 месеци, ние можеме да прибереме толку материјал, солиден, квалитетен материјал, кој потоа ќе го сублимираме и ќе го предадеме на централните власти, меѓутоа и на меѓународните институции и организации, пред се на нашиот стратешки партнер Хайнек Бел фондацијата. Тоа што ние сакаме да го направиме е да идентификуваме неколку важни теми, да се обидеме да воспоставиме одредена неформална мрежа или платформа која ќе се занимава со суштински прашања за општините и воопшто за целата земја, и да побараме помош, поддршка од меѓународната заедница, од централните власти, од институциите за решавање на најважните предизвици кои ќе ги согледаме или ќе ги идентификуваме во рамките на овие области. Пред се проектот е наменет да направи поддршка, да даде поддршка на демократските реформи во земјата, на демократската трансформација на земјата, да овозможи што е можно по квалитетно граѓанско учество. И ќе кажам неколку збора и за таа сфера, бидејќи имаме и идеи, меѓутоа и многу забелешки за тоа што се подразбира под граѓанско учество, а се разбира да се обидеме да ги промовираме европските вредности на начин кој е близок до нас, до нашата културна матрица, до нашите вредности кои исто така се за почит и за негување. Она што е важно во овој момент за мене, бидејќи не би сакал премногу да ви го одземам времето, е да ви предложам две теми кои се една со друга многу сродни. Овде веќе зборувавме, но и ќе се вратиме на тие слайдови.
би сакал да предложам две теми за дискусија. Едното е граѓанското учество во општествените процеси за поддршка на демократските реформи, зелените алтернативи и антинационализмот, а втората тема е европски вредности, социјална и еколошка правда. Се разбира, отворена е агендата, можеме да проговориме и за други теми, кои што мислите вие дека треба да ги отвориме денеска овде, со тоа што ќе ги имаме предвид оние 4 области кои беа на самиот почеток истакнати, а тоа се демократските реформи, зелените алтернативи, граѓанското учество и европските вредности. Она што е важно за мене да кажам во име на организацијата која ја представувам, е тоа дека ние во партнерство со Хайнрих Бел фондација развиваме една концепција која се однесува на социјалната и еколошката правда. Вие не можете да очекувате еколошка правда онаму каде што нема социјална правда и обратно. Затоа што екологијата не е само чистење на ѓубрето секој вторник и петок. Или пак инсистирање на граѓанките и граѓаните некоја фабрика да стави филтери и нормално централните власти да еквилибрираат меѓу финансиските интереси и здравјето на луѓето. И на крајот да се постави или да не се постави тој филтер. Тоа секако дека се важни аспекти на заштитата на животната средина, но заштитата на животната средина е само еден дел од цел корпус на права и од цел корпус на обврски кои ги имаат институциите. Заради тоа вие не можете да очекувате здрава животна средина во место каде што има сиромаштија, каде што има корупција, каде што има насилство. И едното со другото себе се храни. Ерозијата на план на екологијата представува и фактор на ерозија на социјалната правда и на се што подразбира социјалната правда, вклучително и на здравството, образованието, социјалната заштита на граѓанките и граѓаните и така натаму. Заради тоа ние апелираме и до вас, кои сте важни чинители во оваа општина, која и за нас е многу важна, да ги гледате во единство нештата, да ги гледате во единство социјалната и еколошката правда, бидејќи никако не можат и не смеат да се одвојат. Ако се одвојат, тогаш едната ќе страда и ќе влијае на ерозија на другата. Она што е важно за вас, кои сте, меѓу вас има и носители на одлуки во оваа општина, е дека од вас, граѓанките и граѓаните, и воопшто меѓународните стандарди кои се занимаваат со овие области, очекуваат да вложите што е можно повеќе, да ги објасните овие категории на своите избирачи, на своите гласачи, меѓутоа и да се залагате што е можно повеќе секојдневно тие и да бидат одржани во единство и да се решаваат проблемите на дневна основа. Антинационализмот го споменуваме тука, бидејќи тоа е важна европска вредност. Меѓутоа, ако ги прашате зелените низ светот, тие ќе ви кажат дека тоа е исто така и зелена вредност, бидејќи национализмот влијае негативно на развојот на секоја заедница, а кога влијае негативно на развојот на заедницата во политичка, општествена, безбедносна и така натаму смисла, тоа секако дека влијае и на спречување на оваа област, наречена екологија, заштита на животната средина и еколошка правда. Едното со друго се поврзани, кажав неколку пати, но за тоа постојат и низа показатели. Можете да помислите сега во себе и да побарате во вашето сеќавање некој пример на многу чист и убав град, каде што луѓето живеат во здрави животни средини, односно во здрави животни услови, а таму да не владее социјална правда, благосостојба, висок стандард и така натаму. Исто така, можете да помислите и на место кое е навистина убаво, здраво за живење, каде што се води
сметка за хигиената, за комуналната хигиена, за квалитетот на воздухот и така натаму и така натаму. Но таму не владее социјална правда, односно не владее почита за човековите права и слободи. Во тој случај, дури и да постои такво место, извинете, но изгледа како добро уреден затвор, како што ние пред некој ден и добивме во Скопје, во Идрисово. Значи, секако дека човековите права и слободи, антинационализмот, антидискриминацијата, еднаквоста, слободата на граѓанките и граѓаните влијаат многу сериозно и се неодвоиви од овие категории за кои зборуваме и кои се во сферата на зелените вредности. Ние како организација ќе се обидеме во текот на оваа година да добиеме поддршка од секој поединец, меѓутоа исто така и како представник на организации, да добиеме поддршка и да формираме своевидна платформа, која ја спомнав веќе, своевидна платформа која ќе се залага за тие 4 категории кои беа на самиот почеток искажани, односно за европските и за зелените вредности, за социјалната и за еколошката правда. Заради тоа, ние наскоро ќе објавиме и повеќе со вашите контакти што ги оставивте на моите колешки и колеги. Ќе ви се обратиме уште еднаш до крајот на оваа година и ќе побараме од вас изјава во која ќе ни кажете дека би сакале да бидете дел од таа неформална платформа, а некаде во почетокот на идната година се надеваме дека таквото нешто и ќе се обидеме и да го формализираме, односно ќе го поставиме на поорганизирани основи. Во секој случај, ве повикувам сега, веднаш што ќе завршам, на дискусија на една од овие две теми, односно на теми кои вие сметате дека се важни, потребни во овој момент да се истакнат. Мојот колега Дехран Муратов веќе почна да ја снима оваа наша средба, со тоа што ве молам, доколку сметате дека сакате да кажете нешто што е само за овој аудиториум овде, а не да го споделите со објективот на камерата, да му кажете на колегата Дехран да ја исклучи камерата во тој момент што ќе биде и веднаш направено. Тоа што ние очекуваме денеска е да собереме мислење, да собереме индикатори за кои проблеми се најитни, да поставиме некакви приоритети во една не премногу структурирана форма, која понатаму ќе подлежи на своевидна анализа, а ние тоа ќе го споделиме со нашите партнери. Верувам дека во наредниот период, може би 2019 година, ќе биде време, период, кога ќе се отворат многу можности, ние, врз основа на тоа што денеска ќе го кажете и се разбира во комуникацијата во деновите пред нас, да се обидеме заеднички да побараме решение на проблемите, односно надминување на предизвиците кои се присутни во Битола и во регионот. Било да се тие во доменот на социјалната правда или еколошката правда. Како што кажав, ние од Цивил ги гледаме во единство. Јас сега тука би завршил, доколку имате плюс прашања во врска со проектот или во врска со тоа што ние го правиме во овој период, секако стоиме на располагање. Сметам дека премногу се иступи. Па и не знам од кај да почнам да ја ведам. Нашиот град е засегнат со екологијата. Ево од таму ќе почнеме. Ние имаме проблем со воздухот. Тој проблем години не се решава, а па не се ни дискутира за тоа. Тука е една клучна работа која што сакаме да ја поттикнеме и да се вклучат граѓаните во една јавна расправа каде што ќе можат да ги изнесат своите барања за спас од овој загаден воздух што сега ќе дојде во октомври. Тоа е поврзано и со социјалната правда исто така. Но сметам дека во иднина која партија без екологијата што нема да ја реши, нема да добива повеќе. Мислам, така ќе биде клучниот елемент за добивање на власта во државата. Сега,
Актуелна е нашиот проблем, но сметам дека не се превземат големи чекори, мислам краткорочни. За подолгорочни се сложувам со внесување на гасот и тие работи, но нас ни треба решенија за утре. И затоа мислам дека потребно е да се вклучат граѓаните во креирањето на политиките околу екологијата и во учество во донесувањето на одлуките околу овој прашање. Благодарам за тоа. Јас би сакал да кажам нешто во врска со нашето разбирање за тоа што е граѓанско учество. Граѓанското учество според нас не е учество во одлуки за кои некоја власт, било да е централна или локална, решила да им понуди на граѓанките и граѓаните учество. Не, граѓанско учество е токму слушањето на ова што вие го кажавте сега, затоа што вие рековте дека и не се говори, не само што не се решава проблемот, туку и не се говори на таа тема, не се разговара, не се зборува. Ние се залагаме за ситуација во општеството во кое власта, било да е локална или централна, ги слуша граѓанките и граѓаните и врз основа на тоа ја поставува приоритетната листа и ги поканува тие да бидат дел од решенијата на проблемите, односно тие да бидат дел од процесот на донесување на одлука. Тоа е многу важна поента која сакаме да ја истакнеме и ја истакнуваме постојано. Значи не е мој Проблемите ќе се решат и решение ќе се. Баш кој го потенцираше некои одлуки, не некои, туку 100% од одлуките се носат онака како што ќе одлучи партијата која е на власт. Проблемот кој не засега сите е тоа што се сеќаваме дека сите ние сме барале начин одлуките да се носат на многу потранспарентен начин, односно со одржување на тие јавни трибини, испитување на јавното мислење. Еве, во моментот, значи, јас не сум присуствувала во овие изминати неколку години, пред се да кажам, а и во последните неколку месеци, немало некоја јавна дебата на која се поставило некое прашање кое е од интерес на граѓаните на Битола и на која се расправало од сите страни. И од страна на граѓанските здруженија, и од страна на политичките партии, и од страна на тие кои во моментот може да ги извршат тие одлуки. Така да мислам дека транспарентност е она што многу фали во овој момент. Колку и да е тоа можеби за некој смешно и чудно, меѓутоа мислам дека треба сите да земат учество во креирањето пред се на буџетот на општината. Бидејќи нормално за да се реализираат некои работи, претежно во екологијата, потребни се средства, а тие средства се одвојуваат од буџетот, а буџетот го носи општината. И сега, тие средства може да се предвидат доколку се прашаат граѓаните што е приоритетно за нивниот град. И мислам дека само на таков начин можеме да имаме задоволни граѓани. Кога тие самите ќе ги кажат своите проблеми. Бидејќи она што го кажа претходно господинот, да, ние сакаме долгорочни проекти, меѓутоа граѓаните живеат од денес за утре. Значи, кога ќе станат на Сабајле, сакат да знаат како ќе функционираат тој ден, на кој начин ќе ги испратат нивните деца, тие ќе одат на работа, како ќе се раздени и како ќе се стемни. Така да мислам дека е многу поголема темата од она што го кажуваме нон-стоп. Мислам дека можеби треба да има присутни повеќе луѓе кои се тие кои ги носат одлуките без да го слушнат мислењето на граѓаните. Дали овде има некој што би можел да одговори на прашањето како е релацијата меѓу Две страни би се рекли. Како невладин сектор и после тоа остана на една комисија или представник и не знам што се случи. Тоа беше од лани. Лани, што помня. Да. Како советник во локалната
расправа, можам да кажам дека во изминатиот период со Министерството за животна средина имавме средба со представникот државниот секретар за животна средина на Петровска, заедно со градоначалничката. Тука беа предложени и кажани и се надевам, мислам, многу проблеми што треба во иднина да се решават и мислам дека веќе се работи на таа проблематика и заедно со исто тука беше и заменик министерот Јане Македонија во рударско-енергетскиот комбинат РИК и исто и за таму беа кажани мислам проблемите кои треба во иднина да се решават и да се справат. Тоа кога се случи тоа? Тоа беше минатиот месец. И мислам дека се работи на тој дека во блиска иднина. Дали постои некоја временска рамка или се уште не може да Временска рамка не беше поставена. Ама се даде ветување дека ќе се превземат соодветните мерки. А во овој момент се слуша гласот на граѓаните, туку има големи проблеми во врска и со социјалната и со животната средина и треба многу работа за да се усвои. Некоја дискусија повеќе? За на развој на општеството во кое што граѓаните и да сакат да се активират. Значи, прво не сакат да се активират, второ и да се активират губат надеж, затоа што нивните гласови не се слушнати. Зборувам и од вклученост во граѓанскиот сектор од 2002 година и од лично искуство во иницијативи и проекти. Значи, фазата порано која што беа граѓаните беа индиферентни, не се замараа со државата, државата се ги средваше сите работи. И воопшто не беа заинтересирани, знаат дека си плаќаат даноци, таа си ги врка работите и тоа доведе до ситуација 50 години да негуваме заспани граѓани кои што очекуваат се државата да му прави. Меѓутоа, условите се сменаа, граѓаните продолжија со истото однесување. Значи, така да граѓаните добро и што на едно повисоко ниво почнеа сега, бидејќи работите почнеа да кулминират, а тоа е почнеа на тоа повисоко ниво да ги забележуваат проблемите, да критикуваат. Facebook, да речеме и други форуми и социјални мрежи се поводија за таа работа да се интензивира и да се развија онлайн јавна дискусија, значи, бидејќи, како што спомнаа претходно, вака лична дискусија, речи си да ја нема. Така да онлайн дискусија и воглавно се сведува на критика кон носителите на одлуки, централни или локални власти, сегашни и минати. Меѓутоа, она што фали, нели, наредното ниво да се стигне до развој е вклученост, активна, проактивна на граѓаните. Меѓутоа, за да се вклучат граѓаните, треба да бидат мотивирани. Во моментот, граѓаните никако не се мотивирани да се вклучат. Затоа што сега тоа ќе зборам, значи за граѓанското учество, ние сме свесни за можностите кои што ги дава Законот за локална самоуправа и сите тие механизми кои што се наведени, меѓутоа, општина Битола не верувам дека има човек кој што ги следи сите тие механизми колку се примениле и дали има заинтересирани граѓани. Да речеме за локален референдум, за граѓански собери, јавни дебати, местни и урбани заедници како функционираат и така натаму. И доколку видиме дека никој граѓанин не ги користи тие механизми, наместо да речеме па еве толку граѓаните не ги користат механизмите, ние треба да се запрашаме добро што можеме нешто друго да направиме, да му понудиме да ги мотивираме граѓаните. Ние не го гледаме тоа се случува. Значи, ако се видиме група на луѓе кои што си одат вработени си се, граѓани си ја бркат нивната работа, во слободно време издвоиле време за градот нешто да придонесат и општината или државата да ги игнорира, тоа е рушење на системот, мислам, подкопување на системот. А тоа не се случува нас постојано. Да речем, не се слуша, механизмите не се следат, не се хранат.
значи рековме во буџетот вклученост и така натаму, во сите тие работи треба да бидат вклучени граѓаните и да биде валидирано нивното мислење. Значи прво и основно постоечките механизми, после да се види што може други механизми да се прават. Јас сум сигурен дека треба и постоечките не се сјајни, треба да се прават одредени измени веројатно, пример за референдум, намалување цензусот и така натаму. Урбаните и местните заедници како функционираат, знаеме, значи нула се издадени просторите, значи механизмите кои што се предвидени во моментот не гарантираат учество на граѓаните. Сега, на тоа може да се додаде цела култура на невклученост на чинителите во одредено поле, тоа е години наназад и во сите сектори, ниту во училишта се вклучени учениците во основно училиште во носење одлуки, ниту во средно, ниту на факултети, значи едноставно се за несуштествени прашања ќе ги прашат кај сакат на екскурзија додат, меѓутоа никој не ги праша кои наставници што профили сакаат, како да биде организиран денот или не знам часови така натаму, некои работи има слобода и не е се црно-бело пропишено со законите. Значи едноставно не се прашуваат и тоа се тера така. И тие ќе станат 25 години и тие се така воспитани. Значи мора промените се прават во основно образование, од основно образование, дискусии, дебати, додат и така натаму, ако сакаме ние да имаме активни граѓани. Во средни училишта што правев некои истражувања, значи локални парламенти така натаму, единствени ученици кои што беа активни во тие, сите беа како заспани. Сите што беа активни беа, ги прашувавме во кои училишта учат, сите учеа во основно училиште, кој што претходно имаше детски парламент или локални, значи сите што претходно имаат некаква основа, тоа си расти, си се развива. Ние сакаме на 30 годишни или на 50 годишни луѓе, ај дискутирајте кога немало таква култура. Значи зборуваме од позиција на Битола, која што некогаш била нешто, може да замислите што се случува во другите градови. Односно додуша многу други градови пркнаа, меѓутоа Битола не гледаме дека се дешава тоа. Друга работа за граѓански сектор, од каде што доаѓа, можам да спомнам, значи ние не можем, не толку е лоша работа, што не можеме сега ние за идеи да збораме. Не сме во позиција за идеи да збораме. Нас ни треба инфраструктура. Ние не гледаме граѓанскиот сектор кој што работи, значи непрофитен интерес има, интересот е јавен, да се стимулира. Значи, додека пола град имот е празен, дуќани простори, така натаму, граѓанскиот сектор си плаќаме приватни простори на приватници, кири, скапи, така натаму. Значи, додека во многу места има големи центри кои што нудат и за граѓански иницијативи, собиди за состаноци, обуки. Ние по хотели плаќаме, значи ен куп пари плаќаме наместо во градот да ги инвестираме тие, ние ги даваме кај приватници да се богатат. А општината, СИЗО-от, не знам, верски заедници, сите можни, сите имат куп имот. Нека се направи партнерство некое, значи општината. Да, во ред, али не гледаме тоа да се дешава, да се прави такви некои насоки. Не гледаме поддршка, значи општинскиот буџет кој што е наменет за организација и начинот како се распределува се смешни финансите. Ке речем, значи до 900 евра, значи се дават, гледаме Радовиш или не знам Пробишки 3000 евра грант организација добила, Битола по 200 евра грант тој добиваме, организација од 2002 постоиме години работи, мислам, апсурдни се работите, смешни. 100 пати имам интервенирано и на општината му поможи ми, процес дискутира, сите си терат со колите, патните трошоци, така натаму, што се тема сега. Значи, едноставно, ние се повеќе сме одсечени од Скопје, автобусите, една фирма има монопол, не се дозволува се развија конкуренција, железнички откажав, значи на локално ниво, патишта, инфраструктура, се е, многу треба да се работи за да се стигне елементарно ниво. А сведоци сме, дури има и студии, цели факултети низ Европа, кои што се насочени, фокусирани во темата за влијанието на јавниот простор во однесувањето на и градењето на култура на граѓаните. Ако граѓаните гледаат крш улици, крш градби кои што се со културно наследство и од јавен интерес, нечист град, како очекуваме да се однесуваат, тие ќе фрлат, ќе кршат, ќе го валкат градот и сите тие работи кои што произлегуваат околу тоа. Мора локалните и националните носители на одлуки да демонстрират, значи,
вредности и интегритет и личен во приватниот живот, тоа што го прават, и со иницијативите. Она што значи беше порано, што сега гледаме значи одредено мало подобрување во насока да бидеме слушнатима, меѓутоа фали иницијативата и акција фали. Даци го светот што ја подпиша граѓанската повелба, тоа е нов глобален документ кој ги истакнува и ги засилува човековите права и слободи и особено внимание посветува на јавниот простор, односно на просторот за граѓанско действување. И констатација е општа дека на глобално ниво, не само во балканските земји, на глобално ниво просторот за граѓанско действување се повеќе се стеснува поради силното влијание на бизнис центрите, на политичките центри и се разбира на центрите кои се занимаваат со човековата безбедност под или без наводници. Значи борбата против теророт си го дадат својот придонес и во позитивна, но и во негативна смисла на зборот. Кога имате премногу безбедност, имате сериозна загрозеност на движењето на граѓаните во одреден простор, било да е јавен физички или пак воопшто јавен простор како во поширока смисла на зборот. Тоа секако дека е многу присутно и во нашата земја. Значи, тој простор се стеснува и тоа е процес кој трае подолго време, подолго од 1-2, па и подолго и од 5-10 години. И е нешто против кое оваа граѓанска повелба се спротивставува и се обидува да го прошири просторот за граѓанско действување или Civic Space. Инаку Хайнрих Бел Штифтинг е една од носителите, организациите носители односно креатори на тој документ, и заедно со Amnesty International, Меѓународниот центар за граѓанско општество од Берлин и така натаму. И го препорачуваме, го побарате, го имате и на нашата веб страница, само искуцајте граѓанска повелба и ќе се запознаете повеќе за тоа. Што се однесува до процедурите кон кои граѓанското општество придонесува да се зајакне владењето на правото во земјата, може, моја лична констатација, ако сакате, меѓутоа претпоставам дека и моите колешки и колеги од ЦИВИЛ ќе се согласат, е дека граѓанските организации многу често се случува да дојдат во ситуација да земат грант од 200 евра, 2000 евра или 200.000 евра, да донесат некакви процедури, да влезат во некој процес во соработка со одредени институции или структури на моќ, власт и така натаму, и после известно време навистина да генерираат процедури, да генерираат низа материјали или материја која може да стане дел од политиките и практиките на одредени нивоа на власта и всушност да се забележи после известно време, добро, проектот завршува многу успешно, сите аплодираат, после известно време се гледа дека таа материја е тотално или неприменлива, или пак никој не сака да ја примени, или и двете. И кога тоа се случува, кога тоа се согледува, што се случува? Буквално ништо. Никому ништо. Се враќаат на работите на старо и се чека новиот грант од 200, 2000 или 200.000 евра да се поправат претходно направените грешки. Така во круг. Просторот, може би за таа тема и други колеги ќе поразговараат, зашто 15 на години ние тој проблем го иницираме и никако да најдеме решение или па слух од некого. Во однос на екологијата или животната средина, исто така многу битно, посебно и за нас, што се занимаваме во тој дел со пчелите, со пчеларството, во последниве години, дали климатски промени или не знам што све друго, толку големо влијание.
Сакаме на препорака еве до советниците на Советот на општина Битола да не ги гледаат толку тесно партиските интереси, него кога се работи за вакви теми, би рекол да се обединат, зашто сепак тие се бирани од граѓаните на општина Битола, не се сами лично бирани, сами да носат одлуки, и само би прашал дали воопшто некој кога ќе носат такви одлуки ги прашал граѓаните па да кренат рака за таква одлука. Мислам дека не. Во ниједна местна заедница или урбана заедница се нема никој советник појавено да поразговара на ваква или слична тема. Може би еве добра една таква практика, бидејќи немало можеби вакви јавни дискусии, али добро би било да ги посетат тие граѓани кои ги бирале тие советници да поразговарат на такви теми пред да ги носат тие одлуки, да ги слушнат граѓаните. Иначе јас бев присутен пред месец, може би повеќе, има во Рег Битола заменик министрот за животна средина Јани Маталули беше присутен и се дискутираше доста на таа тема околу загадувањето од Рег Битола, а се доби големо уверување од страна на менаџментот на Рег Битола дека големи напори се прават во однос на заштитата на животната средина. И мислам дека ќе имаме некоја, се надевам, подобра иднина, она што Томче го рече дека во октомври не очекува нешто лошо. Не знам, јас не би рекол баш дека толку лошо ќе не очекува, да се надеваме нешто подобро, не на толку лошо. Не би должил повеќе толку само, јас не знам. Преси член на Советот на општина Битола. Кога зборуваме за граѓанското учество, би сакал да спомнам дека токму поради тие циклуси што вие ги напоменавте пред малку, имаме на интересна работа. Мислам дека граѓаните целост, како што истекува времето, полека, но сигурно ја губат се повеќе и повеќе, ја губат довербата и во институциите, и во политичките партии, токму ради начинот на кој што се носат одлуки или токму ради овие циклуси што вие пред малку ги споменавте. Значи Иво не влади. Па да, точно така. Точно така. Втора работа која што сакам да истакнам е недостатокот на мотив да се вклучат граѓаните во општествените процеси е токму и поради тоа што на некој начин се плашат и стравуваат дека ако јавно го истакнат нивното мислење за некој од проблемите кои еве директно тие се засегнати, сметат дека ќе створат непријатели кај некој од власта и токму заради тоа на крајот нивната одлука е подобро да преќутиме, да премолчиме, секако и да кажеме нема никој да не слушне, нема никој да превземе ништо, подобро да преќутиме за да не си имаме несакани проблеми. Што се однесува на еколошката правда, еколошката свест и начинот на кој што се носат одлуките, не би сакал сега ова дискусија се претвори во политичка дискусија. Меѓутоа факт е дека за жал мнозинството не е консултира ниту опозицијата за некои важни одлуки, за некои важни теми кои се од општ интерес и општ бенефит за општина Битола. Колку што еве наназад можеме да видиме, не сме биле сведоци ниту на јавна дебата, не сме биле сведоци на собири на граѓани од одредени места, еве делови од градот. Беа споменати урбаните заедници од еден од дискутантите. Во моментов еве урбаните заедници се под клjuč и такви средби со граѓани во моментов не може да се одржат. Што се однесува на полето на екологијата, за жал досега не се реализирани ниту еден денар од буџетот на општини, од тие мал број на предвидени средства не се реализирани ниту еден денар во изминатите 10 месеци. Кои се причините на вистина не знам. Имаме клучни, важни проекти кои требаше да бидат спроведени од страна на новата локална власт, меѓутоа тапкаат во место и во делот на комуникацијата со централната власт, еве конкретно го спомнавте Министерството за животна средина, до сега еве немам информација, иако од нас како советници еве сме побарали
информација, сме поставувале прашања за баш за тие клучни проекти од делот на екологијата. До сега не сме добили информација, верувам дека не сме добили одговор на тие прашања информација затоа што верувам дека и локалната власт ги нема информации. Едноставно нема што да одговори. Тоа е од прилика вака што сакам да кажам. Може би ќе се вклучам повторно во дискусија на ви благодарам. Иницијативата на околу 23 невладини организации од Битола се работи за барање на работен простор од страна на општината да им се овозможи на невладините организации. Во моментот ние сега преговараме и меѓу себе, меѓу невладините и со општината, но сакам да укажам дека се уште немаме во таков домен како што сакаме. Се надевам дека сега во иднина ќе покренеме на поголема иницијатива и да го практикуваме ова граѓанско учество. Значи целта на иницијативата е да се добие било каков некој работен простор, затоа што досега невладините организации од Битола немаат никаков простор. И тоа е една од битните работи за да можат да действуваат во градот и на локално ниво. Досега имало ветување од претходната власт, но ништо не направиле. Еве сега овој пат покренуваме конкретна иницијатива. Се надевам дека ќе успееме. Постојат, значи од наша страна правиме ние се тоа да го исполниме, значи да помогнеме дури во пронаоѓање на некои простори, па дури да се најдат и финанси и така натаму, но сепак тука е потребна соработка од општина. И затоа апелираме и до пратениците и до сите, значи да се дај поддршка на оваа иницијатива и за прв пат сакаме да видиме како да го практикуваме ова конкретно учество на невладиниот сектор во креирањето на политиките, односно во решавање на еден конкретен проблем. Тоа е работниот простор во градот. За еден гостин од Скопје немаме каде некој да се случи еден компјутер да се напише нешто. Значи ние таков немаме како помошен кој што може невладините да го служат како сервис таа канцеларија или било каква форма. Значи ние немаме до сега. За жал другите градови и помали градови им излегле во пресред. Ова не се случило, години действува овде, овој мислам невладиниот сектор. И првата невладина организација е овде во Битола. Така да мислам дека треба да се помогне на граѓанството. Дали планирате исто така да аплицирате и до странски донатори, може би? Видете, нас ни е потребна, значи, нас ни е потребен физички простор, а понатаму ние ќе аплицираме, ќе си го обновиме. Нас ни треба, значи, поддршка од општината, физички простор кој што имаме, еве, направивме ние на така. Па од февруар месец. Да. Па еве сме го преговари, бараме да разговараме тука и со председателот, исто бараме средби. Значи, работиме на тоа. Зашо немаме шанси? За неколку месеци иницијатива, јас сега ќе кажам за иницијатива што ја имала точок 4 години функционира. Ниту сме слушнати, ниту разбрани. 0% придвижување во позитивна насока. Значи, 4 години постои, прв пат сега, значи, пред некој месец, пред 2 месеци со новата градоначалничка, прв пат бевме примени од градоначалник. Претходниот воопшто не кеше ни слушни. Позитивното придвижување што сега, значи, се сретнавме, разговаравме за сите теми, меѓутоа месеците си поминаа, ние ништо не видовме акција. Значи, трет мандат сега со ред се ветува, значи, инфраструктура за точаци, Битола, како што кажав, е ограничена исклучиво, промовира. Значи, мораш да, ако сакаш да бидеш граѓанин, да можеш да се движиш, кој што уставно загарантирано право, мораш да имаш кола. Општината го наметнува со начинот на кој што действува, а тоа е градење инфраструктура само за тоа. Довлеџик, Топулица сега се реновираше лани, ги скратија тротоарите за дупло. Значи, директно се удира по безбедноста на пешаците. Зошто да му се уводи на колите се поттикнат? Сега, ако одиме 4 членов семејство, одиме партизански, еден по еден.
Така одиме. Зошто? Затоа што претходните дизајнери на таа улица, архитекти, не знам кој ја осмислиле така смета. Улиците во Битола треба да се стеснуваат, а не да се шират. Со ширењето беше од 70-тите трендови, сега се стеснува. Значи на граѓаните му се даде простор. И сега еве таа иницијатива цел денес 51 собир се одржа, 51 пат граѓани се собират, возат за подигање јавната свест, политичарите воопшто не се замарат. Зборам носителите на одлуки во даден момент кои што се. Ниту централните, не зборам за локални, ова е суштински проблем од државата за безбедноста, не само меѓу градовите, туку и на локално ниво. Кај е тука Министерство за екологија да ги поддржи локалните самоуправи? За која децентрализација ние збораме, бараме за Битола ако нема пари? Министерството за екологија со минимален буџет, збораме цел 10 години загадено со ова она, а Министерство за екологија најмал буџет има од сите министерства. Сите пари во култура одеа минативе години, споменици едно друго. Збораме ние за основни права, значи за дишење, за безбедност по животот, за такви збораме. Министерство за екологија 0,017 колку беше посто буџетот. Мислам, треба и централното да поддржи. Значи, навистина не се за секојаш локалните власти за обвинување за се, меѓутоа сакаме да видиме нешто предвижување и поддршка од централна власт и од локална. Иначе само ако бараме само од локалната, ќе треба многу години за работи да се придвижи. Така да околу граѓанските иницијативи, како што кажав, многу треба да се работи за да се поттикнат граѓаните. Камо ли во процедура да влезат или нешто. Не се разбрани граѓаните. Нас ни беше побарано од градска администрација, елате вие како иницијатива, аплицирајте проект. Ние значи не сме разбрани. Ние сме граѓани кои што бараме безбедни патишта во градот. Си имате 300 институции, консултанти, вработени сте, од нас барате да ви пишеме проекти за велосипедски патеки. Пелагонискиот регион едно друго, значи ИПА грантови аплицираат, грешни приоритети се. Се инвестира, например, куп пари во зоолошката, која што е во катастрофална состојба, таа треба значи, да се затвори, да се згрижат животните. Значи, тоа е промашена инвестиција, таа треба да се затвори. Тешко на животните што се таму. Наместо, значи не знам милион колку се инвестира евра, со милион евра градот денес топ ќе имаше алтернативни форми на транспорт. И велосипедски патек, и подобрени пешачки, и добар јавен превоз. Ниту едно од трите ги нема, а ниту пак колите кои што цело време се појки. Така да како иницијативи не гледаме, си ако действуваме, значи издржуваме 4 години, значи се трудиме колку што може, пробуваме да соработуваме, пробуваме со локалните власти и во наши, во нивни интереси, меѓутоа не гледаме дека ниту локалниве носители, ниту централните носители на власт, ниту минати, ниту сега, дека нешто се движи во таа насока. Дали нема волја, или бирократија, процедури, или нешто трето, јас не знам. Кога да одиме да бараме во конкретно поле, ќе ни речат договорот за јавни паркинзи е трај, врзани ни се рацете, дупот, гупот, не знам шо. Ние го граѓани не ни интересира тоа. Нас не интересира да нема дуќани на сред тротоари изградени и да треба со количките, со децата по улица да одиме. Има еден куп места низ градот кај што узурпиран јавен простор и никој не реагира. На сред тротоар градат и дури ги зидат уште. Никој не реагира. Што можеме ние како граѓани? Мене ич не ме интересира ни дуп, гуп, не сум стручен за тоа. Си барам безбедно. Наше е да си побараме и да ни се овозможи. Тоа. Што имаат под 25 години. Не. Поентата ќе видите што е поентата. Поентата е што, значи, континуирано една имаме овде. Така, значи од 40 луѓе овде, имаме еден човек, а подам надоре ќе видите дека од 40 има уште 23, ќе видите дека веќе, како што тргнеме нагоре, младите некако ни фалат во приказната. Значи не зборам за деца од 10 години, 15, зборам за млади луѓе, креативно способни со енергија. Значи,
Овај град, Кажеш дека тие на 50 не се креативни. како? Што сакаш да Па не сте исто креативни со некој што има 22 години, што има енергија силна. Значи не е без навреди. Ај момент сега. Јас. Значи зборот ми беше дека беше најавено. окей, може не е битно то дали некој се чувствува затекнат или не, ама 90% од значи да речем дизајнерите во светот денес имаат под 25 години, што во најголемите дизајнери, таа е креативната енергија во општеството без разлика, значи желбата за промена, за креирање на промени во општеството. Тие се луѓето, значи јас ова го зборам заради тоа што може да зборам, мислам се извини да не те надвикувам. Значи јас ова го зборувам ради тоа што повеќе од 20 години работам со млади луѓе и професионално и во граѓанскиот сектор. Значи ние имаме еден проект кој што реално во Битола е еден од ретките такви проекти, школа за лидерство и кариерен развој, кој што го имплементираме 4 години и процесот, значи проектот трае 10 месеци во годината, значи има активности во кои што ги вклучуваме младите луѓе. Јас зборам за една тема на дискусија, че сериозен проблем. Значи ние не се соочуваме со емиграција, не се соочуваме со иселување, ние се соочуваме со екзодус. Значи нашето општество, Пелагониски регион, се соочува со екзодус. Имате студија од Форум за развојот на регионите, значи гениална студија по сите основи карактеристики. Јас не гледам дека некој зема сериозни, значи се зафаќа сериозно со овој проблем. Џабе ние збораме за граѓанско учество, џабе збораме за еколошка свест, џабе збораме за секога младите луѓе кои што треба да генерират промената во општеството, едноставно значи ќе дојдат тука, ќе презимат и заминуваат Германија. И значи еден ден тие луѓе нема поќе да се вратат од Германија. Значи не зборам за 5, 10, 50, зборам за илјадници. Поминете по широк сокак, ќе видите дека 90% од локалите барат луѓе за работа, не можат да најдат. Тука има и други фактори, значи не е само тоа што нема млади, меѓутоа реалноста е таа. Значи, имаме ситуација во која што мнозинството на креативни луѓе, кои ќе наполнат 18 години, ја земат картата за авион и заминуваат од Битола. И најстрашното од се е што овој наш град не гради никаква мрежа за тие луѓе, за еден ден кој ќе научат нешто, барем да можат да се вратат, да ни го споделат своето искуство, да направиме нешто заедно. Значи, буквално забораваат од кај доаѓа. Јас алудирам на тој проблем. Значи, ние се трудиме и се бориме значи, дека ќе ги натераме младите да останат. Тоа е, не знам, тоа е Дон Кихот, како Дон Кихот битката, да речем, со ветерниците. Меѓутоа, идејата е, смислата е да се обидеме на тие млади луѓе, да им пренесеме некакви вредности, и да им помогнеме кога еден ден ќе сакаат, ако се свестат дека можеби треба да направат промена од таму од каде што дошле, да имаат една мрежа која што нив ќе ги поддржува. Габи, ако може само... Може, слободно. Извинам уште. Ѓорѓе Јашевски доаѓам како представник на ЛАК Пелагонија од формиран како рурален развој во овој Пелагонски регион, иначе моја организација е Граѓанска асоциација. Прво сам доврзан на ова што го кажа колегата, оно што го спомна дека 18 годишњаци нема, ама и на тие 18 годишњаци се полуписмени на јазната звука, дека има 31 буква од звуката, а завршуваат средно образование и заминуваат надвор од државата, ради тоа што го гледат хаосот кој што е државата во секоја сфера, нема да навлезам, само тука ќе застанам. Оно што го спомна и Виктор и Тони, значи од 2007 година кога беше господинот Фуере во Македонија, како ЕУ представник, значи ние бевме иницијатори со преку 40 организации,
за да го направиме тоа граѓанско активистичко движење, односно просторно и сите тие работи, но и тогашната власт немаше дослух, па и сегашните, од она што го бараме како просторна ситуација, да Господа поможи целата работа, значи како граѓански сектор да го добиваме. Но сето тоа не го добиваме од една едноставна причина, бидејќи сите ги гледат, еве што го спомна господинот, таа млада популација ја гледа цела хаотична ситуација. Ќе ви спомнам од она што го работам во сфера. 6-та година во Битола, втор до пред неколку години град во Македонија, немаме полигон. И одиме со децата до Прилеп или до Ресен. Значи Прилепчани и Ресенчани има Прилеп 2, Ресен 1 полигон. Друга ситуација, она што го спомнуваме како граѓанско учество. Ако сакам јас како моја организација да поставам еден семафор кој што е за пешаци, требало огромна процедура, огромни одобрувања за да се постави еден семафор за пешаци кој што ќе биде ефективен и ефикасен за популацијата, и за пешаците, и за шоферите, и за точаци, и за се. Значи, ние она што го сакаме да го направиме да го упростиме, ние го усложнуваме. Дали тоа оди преку централна власт или преку локална власт, тоа не знам, ама од информациите што ги добивам, ми рекоа дека на некој начин мора да биде така. И најкатастрофалното по мене што е, UNDP има некои средства од $35,000 или евра, не знам што, кои што ги донира за Пелагонискиот плански регион. Ако не одиме по одредени приоритети, ако приоритетите за општина Битола и регионот и за да ги согледаме кучињата скитници, а имаме толку многу побитни прашања кои што ги тиштат овие млади, кои што ако не ќе да положат во Битола, ќе да Скопје или надвор ќе да положат. Ако имаме недостаток на градинки кои што чекаат по 500 и поќе дечиња за влез во градинка, ако имаме само еден старски дом на регион на Пелагониски регион, да ги собереме ние кучињата скитници и тоа да го поставиме на највисока основа, на општинска основа, ако ги имаме еден куп ветеринарни доктори. Или, како идеја, во Ресенско, што ќе ја спомнам и ќе ја кажам пред сите, да чешмите, селските чешми, кај што има еден или двајца селани во селото, да направат декларизација. Што сакаме топот. Значи, дали во тие јавни администрации, да, за UNDP како идеи, значи имаме многу побитни идеи, ама дали таа администрација што работи во самите општини нема идеја или сакат да ги насочат парите во нешто што е по мене реално и со други што го разговараме буквално непотребно, на некој начин како да влијајме. И најбитната ситуација, уште пред уназад многу години се реагираше да се активираат тие урбани заедници, местни заедници. Колку години се поминати, сигурно 5-6 години, ние урбаните заедници ги испромовиравме, односно кај што ќе може да се продискутира без разлика дали се работи за планско урбано планирање, за изградба на зграда, на пат, на паркче, на било што, не функционира. Еве ги овие една година и нешто не функционира. Значи како сакаме да го поттикнеме тој граѓанин да биде активен? И се сложувам точно, значи кога таа млада популација во средно училиште држиш одредена работилница за одредена проблематика, значи тој не ќе те изслуша. А зошто да те изслуша кога гледа дома или слуша дома дека до кај што поднесне одреден акт, одредено барање, нема повратна информација. Па не се ангажираме. Значи точно ова што го спомна Прески, овде дали сме околу од 35-40 години па нагоре. Па и нема да имаме ни млада популација ни да ги анимираме во организациите. Од пример неки тој порано сакаја да појдат да го пуштиш на семинар, да го пуштиш на обука, на тренинг, на работилница за било што. Сега неки. Нормално е дека неки. И тоа што не гледа што дека ќе појде таму на работилница. Колку тоа ќе му се вреднува понатаму во животот? Ништо нема да се вреднува. Колку ќе се вреднува во локалната самоуправа или на факултет или во држава? Ништо. И најбитната, уште побитна ситуација, додека отвораме во секое село, јас видам веќе бидејќи Битола, дали сме 50.000, по еден факултет, тоа ќе не биде образовниот систем. Значи, она пак ќе го спомнам, че имаме популација што владиме со 18 години, што не знаат буквите, не ги знаат од азбуката, кириличната, не латиничната. Или па некој или јас ја знам пуќе латиницата, отиседам на интернет. Многу работа. Значи, самата промоција на тие проекти кои ги кажа, прво никој не прашал дали некој има поинакво решение на тие проблеми. Стрикно е за учињата и за мачињата. Имаше тука иницијативи, и да не беа прифатени. Еве тука и председателот на Совет. Доктори може да Значи тука и председателот на Совет. Еве, ние како граѓанско здружение се понудивме дури и волонтерски да го сработиме сето тоа, и то пред 10 месеци, не сега.
пред 10 месеци, со минимални средства од општината, буквално да може да се аплицира на нешто многу поголемо, а ова да се сработи на поинаков начин. Меѓутоа, некој немаше слух. Бидејќи ние имаме во градот и ветеринарен факултет, имаме и земјоделско училиште. И на тој начин сакавме да го решиме тој проблем. Требаше само 2 простори, каде ќе можат да се згрижат, да се подпише меморандум за соработка и на тој начин сите проблеми, односно 80% од проблемите ќе се решат. Имаше 2 други простори во зоолошката градина кои можеа да се оспособат да се на комуналец и сето тоа беше спаковано во проект кој можеше да го земе општината и да го реализира. Меѓутоа не беше прифатено. Настрана од ова, навистина ми се допадна на го излагањето, бидејќи јас исто да го мислам. За поголеми работи може да се аплицира во тие фондови. Не мора. Да добијам информација за ова, затоа што не сум сигурен во ова што ќе ви кажам, меѓутоа од мај месец јуни кога е така, тогаше. А јас ви кажувам ова е веќе пред нова година беше. Значи Ова е претходна година, ова е пресно. Друго, многу ми се допадна говорот на господинот кој рече дека за некои одлуки нема потреба да се гледа толку тесно партиски од една и од друга страна, кога е во прашање јавниот интерес и животот на луѓето. Пред неколку месеци и редовно, ние како совет добиваме извештај од Центарот за јавно здравје. Јас не знам кој има контакт со централната власт. Еве искрено, бидејќи очигледно дека поединци имале контакт, како што слушнав. Мене ме интересира некој го има покренато тоа прашање на повисоко ниво. Добивме извештај за 2016 година со фрапантни бројки на заболени. 2017 година извештајот го добија новинарите по пат на информација од јавен карактер, бидејќи не ни го доставија, иако го побаравме. Кога ги видовме бројките, ни беше кажано дека као наводно некој референт изгрешил и не биле така. Меѓутоа никој не излезе со официјален демант на тие бројки. Екзодус, да, ама ние имаме и здравствен екзодус во Битола. Значи има бројките на заболени се кријат како најстрога државна тајна. Јас сум медицинско лице, работам со тие луѓе и точно знам во која состојба се наоѓа градот. Тоа е страшна работа. Затоа не е проблемот само во РЕК да оди некој да се слика, не е само РЕК проблемот. Имаме проблем во сообраќајот, имаме проблем во начинот на топлење на домовите. На милион работи имаме проблем. Не е само РЕК проблемот. Меѓутоа никој не седнува на една маса поширока да слушне мислењето по тие луѓе. Никој. Јас до сега неам слушнато такво нешто. Еве ова е нешто што сите не зафаќа. Болеста не признава ни партија, ни власт, ни опозиција, ни лидер, никој. Така да, страшна работа ни се случува во Битола во поглед на малигните заболувања. Ние имаме ветења со малигни заболувања. Така да, еве едно прашање кое исто и јас тврдам како Виктор, треба некој да излезе еден да го промовира нон-стоп. Сите не засега. Сите. Јас до сега неам слушнато некоја иницијатива, еве, ако не може локално да одиш да се оди централно. Сите ги знаат овие проблеми, значи извештајот поминал тука. И не е од сега. Значи да не се разберем, и 2015, и 2014, и 2016, меѓутоа овие последните години се фрапантни бројките. Втори во Европа. Друго што да кажем. На легјаните на институциите. Тоа една работа. Друга работа, секогаш, баш и ова што го спомна колегата советник на Албанти, ние секогаш ни е помило да зборуваме за другите, некако тешко не да зборуваме за нас самите. Секогаш проблемот и лошата приказна е за некој друг од спротива. А во делот на она што го зборуваше претходниот дискутант, значи сакам само да кажам дека за да бидат граѓаните на вистина во тек, што е она што работат носителите на одлуки, нас ни треба сепак пред се транспарентност. Транспарентност за која што сепак актуелната политичка гарнитура која на власт, таа што треба да работи најмногу на тој план и таа која што е најповикана. И токму заради тоа, значи,
не знаете и не сте во тек со работата на Советот и начинот на кој што се носат одлуките, начинот на кој што се работи или не се работи, затоа што нема кај да видите за жал. И факт е дека од 31 советник, јас не можам да кажам, не зборувам за ВМРО ДПМН или за СДСМ или граѓанската иницијатива Поинако или некои од другите политички, помали политички партии, меѓутоа факт е дека има советници кои навистина сакат да бидат активни, да придонесат во носењето во ефикасното носење на одлуки и поефикасна работа на Советот, меѓутоа за жал сето тоа граѓаните не можат да го видат во моментот, затоа што навистина транспарентност нема. Не дека претходно не знам колку ја имаше, меѓутоа во моментот имаме еден надолен тек, затоа што претходно имавме 3 локални медиуми, сега имаме едва еден кој функционира, зборам за локални или телевизиски. Додека од се она што друго имаме на располагање како медиум каде што можеме да се пласираме, единствено ни остануваат социјалните медиуми и се обидуваме на некој начин со собствени наши средства да баш да видите што се работи, меѓутоа јас сум свесен дека сето тоа е многу малку, дури од добар дел од граѓаните за жал е препознато како да ние работиме на себе промоција. Сушност не, сакаме нешто друго, некој друг ефект да постигне. Кои се причините што актуелната локална власт не работи активно, иако беа предвидени средства од буџетот на општина Битола за телевизиско емитување на седниците, иако сето тоа беше претходно така со убави зборови беше нагласено пред изборието. Искрено јас верував, иако идам од друга политичка партија, јас верував дека треба еднаш мора да се стави крај на нешто што не чинело претходно и еднаш потребен е хаварчев. И тоа сме го дискутирали со колегите советници и од опозиција и од власта моментално. Меѓутоа за жал пак викам проблемот лежи во нефункционалноста на институциите и таа е свест за која што зборуваме. Значи тие институции функционират, тоест се е екипиран кадар кој доаѓа од нас граѓаните и буквално колкава ни е свеста на тоа ниво функционираат институциите, а за урбаните заедници, значи ви тврдам дека е така, проверете и самите, значи согласно законот за локална самоуправа требаше да се спроведат избори. Мислам дека мандатот ми стекуваше на председателите на урбани заедници, им стекуваше на декември, мислам 2017, до сега избори не се спроведени. Клучевите се со указ од градоначалникот или не знам како се одземени од председателите на урбани заедници, од најголемиот дел, тоест од тие кои се согласија да му ги дадат. И проверете самите ќе видите дека е така. А инаку член сум и на Комисијата за урбани и местни заедници, значи досега не сме одржали ниту една седница. Ниту една седница. Истото се случува со Комисијата за животна средина, значи не го зборувам ова затоа што идам од друга политичка партија. Затоа што мислам дека со ова моја дискусија ќе дам допринос да почнат да функционират, затоа што интерес мој е да профункционира овој систем. Затоа што јас сакам тука да живеам во Битола, независно од која политичка партија идам. Еви добар дел иницијативи кои што сме ги имале не биле прифатени од нас како опозиција и знам зашто е тоа така. Затоа што најголемиот дел од политичарите мерат на начин на кој што не треба да мерат. Тоест калкулираат кој ќе ги добие политичките поени. Срамно. Значи тој начин на размислување на политичарите треба да заврши што е можно поскоро. Ви благодарам. Еве да, една од иницијативите што јас имав со цел, затоа што јас сум велосипедист и независно што претходно ВМРО ДПМН беше на власт, сепак еве имаше некои обиди, се изработи сообраќајната студија, меѓутоа конкретни акциони планови навистина немавме за реализација нистата, се изработи локален еколошки акционен план, меѓутоа до кај се стигна, нешто се направи, нешто не. Меѓутоа, впечатокот мој е дека секоја нова власт сака да се потруди да покаже дека со незе се започнува. И се што претходно започнало, еве, било позитивно прифатено од граѓаните, значи
некако помилно му е кога ќе дојде новата власт да се потруди да направи некоја амнезија, општа амнезија да направи кај граѓаните и да прикаже дека ама одми сега се започна. Значи срамно е. Срамно е тој начин да размислуваме како политичари, за жал има и некои така што размислуваат. Јас сега ви тврдам одговорно дека има советници, независно од кои дали доаѓаат од СДСМ или од ВМРО-ДПМН, кои навистина сакат да работат и сакат да допринесат, меѓутоа штета што во овој момент транспарентноста е на многу ниско ниво. Ви благодарам. Политички тиради и ова само се извинувам, ова само говори дека ние не можеме да излеземе од таа колективистичка свест, независно дали колективистичка, независно дали СДС или ВМРО или не знам поинаку или не. Збораме за граѓанска свест, за свест на поединецот и тоа беше тема, и затоа јас би ги дал предлог, јас пред го спомнав, тама не бе овде. Значи, многу се, прво двете се многу широки, фактички социолошка анализа треба за овие работи. Толку не социолошка. Една секунда само. Социолошка анализа и кај се, што според мене најбитно, демократските реформи. Џабе збораме, во општество кај што нема демократија, нема ни европски вредности, ни социјална правда, ни економска правда, ни така натаму и така натаму. Се оддалечивме од темата, значи не ја чепнавме ова тема суштинската овде. Може би не сме готови во ние. Затоа се мојот би бил, ако ве молам, ако веќе будете се некои по-конкретни теми, за да можеме некоја така по-продуктивна дискусија. Веројатно ни требаат неколку чекови назад. Многу широки двете. Толку фала. Предалеку сме за да стигнеме до дискусија. И мора еден по еден проблеми да се почне некаде се. Само да Јас многу се извинувам, но тоа веќе втор пат го споменувате тоа. Значи се вика Манета Печипајковска, доаѓам од Геосфера Битола. Значи и вие нагласивте во почетокот, кажавте која ви е целта, меѓутоа сепак за европски социјални вредности, еколошка правда и така натаму, пред се треба да одиме од значи подлагата, така? Сега подлагата, односно коренот на некој од проблемите, тука си да ги кажавме, ние воопшто не избегавме од темата. Само едноставно сакаме да го решиме тоа што е во моментот и тоа што е подлагата и за жал не темелот, па за да можеме да стигнеме за жал кон она. Значи ние не сме толку развиено општество, за да можеме крајната цел да ја задоволиме како европска вредност или едноставно да ја надоградиме таа европска вредност, да кажеме со некоја активност. Значи, кратко и јасно, нема да комплицирам, во граѓанскиот сектор сум 13 години, професор сум 8 години, така да, значи, искрено кажано, многу ми се познати овие работи, меѓутоа сепак нема бележани улици, луѓе. Значи, и како возач, и пешак, и велосипедист. Значи, сите тие три, да кажеме, компоненти сум во еден ден. На работа со кола, после рекреирам и пешки одам, значи, лево-десно. Non-stop. Немаме бележани улици. Тоа е и за пешаците, и за возачите, и за велосипедистите. Значи, од таму тргнуваме. Не кој треба да го реши тоа. Значи, обележани улици немаме. Значи, тргнуваме од тоа. Не знам како ќе ме разберете болje. Така е, ама така е, еве дискутирав. Значи, никој не го напаѓа. Не се работи за европски вредности, јас се извинувам, јас ако избегав од темата, ама убаво вие раковте. Дај да ги видиме првим проблемите, за да знаеме кон што целиме. уште овде и ја да сакам да... Кратко, јас само... Инженерот имам должам еден повој особено во вашата интервенција. Пошто малце оптимистичка беше темата наскоро, како Македонија сакам. Сакам да кажам визија може. Така, зборуваме за канти, за ѓубре, за велосипедски патеки, за обележени и необележени тротоари. И убаво кој има политички вака елити да кажат, барем, кои ги исполнуваат институциите, дека не се функционални, да кажат дека не се способни, така, да направат функционални институции. Убаво. Така, 27 години ние имаме институции нула. Иницијатива да сум тргнал да водам, треба да шетам, да фам. И да одам од врата на врата.
Институциите, вие, политичките елити, вие ги правите. Не јас. Јас излегувам, давам глас, така? Сите ги прават. Значи, убаво Манди, не знам дали го правите, извинете што ви упадил. Значи, убаво кажа. И политичките партии се дел, се составени од граѓани кои што живеат тука во Битола, така? Така да, и начинот на движение, некое се движение за... Така, Да, ама очигледно е дека не ве бига. Како да кажа? Видете, немојте проблемот да го, значи тоа само да го кажам, немојте проблемот да го бараме во некој друг од спроти нас. Ме разбирате? И во тие политички партии или граѓански иницијативи кои имаат УДМ или СДСМ или кој пак е составено битолчен начинот на кој што се носат одлуките. Ги носат луѓе кои имаат ваква свест како јас, како вие, како другите тука. Ме разбирате, значи нас ни треба време. Време ни треба, ама не знам, искрено не знам кој би бил, еве во моментов на вистина, еве не можам да кажам, не можам да лоцирам дека тригерот ќе биде тој или тој, па за да отпочни развојот во правец во кој што сите ние посекуваме. А сметам дека меѓусебните обвинувања нема да не доведат до никаде. Ама проблемот е што нема визија, ни за град. Кој треба да има визија? Па не знам, ако Кој што издржам... води треба да има визија. Тој што кажа... Не, и вие, например, како опозиција е добро да имате визија. Вие само обвинувате и вие сте учесници во тој совет, во тие одлуки. Јас не си желав некаде да говорам. Знаеш што е проблемот? Што сите очекувавме премно. Значи, во кампања која има за локални избори, еве јас ви кажам точно за кампања која јас сум ја делала. Јас како локален човек кој сакал да се меша во политика локална, јас можам да ветам само дека ќе ги означам улиците, дека ќе го соберам ѓубрето и дека ќе има почисти зелени површини. А кај нас, кога има локални избори, ветуваат дека на Марс ќе ги однесат. Дали ме разбираш? И тука се големите разочарувања, оти ги ветувале големи проекти, а не моментални проблеми, како што нагласи господјата, кои денес нас не засегат. Дека ти денес ќе излезеш со колата, ќе можеш нормално да одиш на работа. Нигде никој не го спомнал обележувањето на улиците во кампања. Па то не треба ни да се спомни. Ама треба да ја гледаш дека тоа не сме способни да го направиме. За дали се обележени улиците или дали ѓубрето. Ама гледаш дека не сме способни да Или го дали направиме. дишам здрав воздух или дишам загаден воздух. Тоа е основно кој човек го прави. Не можеме да дискутираме за предлог темите за дискусија. Затоа што ние повторно се навраќаме на фактот дека моментално институциите не можат да обезбедат. Знаеш како, ние, ова е ведра тема, да знаеш, имало и по-лоши теми. Сме имале ние Имале, така, во цивил имало и по-лоши теми. Мене ми е кеф што збораме за еколошки и социјални права. Јас еден ден на работилница реков, мене ке ми е кеф кој ќе дојам да зборам за екологијата, за не знам, вакви системи, онакви системи, за ме разбирате? Како да и ова е окей, ова е оптимистички, вака од џабир страна, вака да дојдеме на тема екологија и европски вредности е супер. Ме разбираш? Ама сега пак збораме наместо за визијата, збораме ние за елементарните права. Обележани улици, тротоари, дали сум имал или немал тротоар да помине. И дали има канта пред булевард. И дали има канта и треба као тебе... И наместо кампања да излезе на вашата и друга политика. Ајде да ги скратиме малку дискусија, немаме време. Јас сега Битола во 2023 година како престолнина зелена на Европа. Стварно сакам да се трудам за подигнување на граѓанска свест. Еве која е поврзаноста на еве пример необележените патеки со или нешто друго со демократија. Има се поврзаност, не се само флоскули овие работи. Без демократија, кај што нема демократија има корупција, кај што има корупција има украдени пари, кај што има украдени пари нема доволно пари во буџетот, кај што нема доволно пари во буџетот, се работи по приоритети, не можат сите потреби на граѓаните да се задоволат. Затоа има врска. Не велам за конкретниот случај за Битол. Ете врската. Затоа демократијата и граѓански права и европски вредности не се само флоскули, ајде збораме сега за
пешачките патеки. Се извинувам шупав. Направи и на безкрајни дискусии за некои, би рекол, езотерични материи или теми. Ние секојаш сме се обидувале да зборуваме за конкретните проблеми. И очигледно е дека буквално секој човек во оваа соба денеска имаше конкретни теми, конкретни аргументи, факти кои болеа, особено затоа што доаѓам ја од Скопје, каде што проблемите не се помали, може да се каже дека се дури и поголеми, и дека сите тие, како што и вие рековте пред малку, имаат врска со големите називи или термини како што се вредности, европски, зелени, социјална, еколошка правда и така натаму. На самиот почеток јас се обидов да ја представам нашата позиција, дека ние никогаш не сакаме да ги гледаме работите одвоено еколошка од социјална правда, бидејќи тие се гледаат само заедно, тие секогаш одат заедно. Затоа што каде што имате, како што и вие рековте, каде што имате корупција, имате и сиромаштија, каде што имате сиромаштија, имате криминал и насилство. А таму не можете да замислите здрава животна средина. Едноставно, тоа се поврзани, како врзани садови, поврзани теми, поврзани процеси, поврзани состојби во општеството и во државата. Јас го ценам вашиот антиестаблишмент став, кој го препознавам како таков. Може да се каже дека тоа е и во глобални рамки едно движење, но имајте предвид дека еден антиестаблишмент став го донесе Доналд Трамп на власт. Затоа мислам дека би требало да се обидеме, да работиме заедно, да бидеме искрени, како што и тука би сакал, ако ми дозволите и да ја заокружам денешната средба, да бидеме искрени, да излеземе надвор од кожурките на структурите како што се политички партии, кои се супер важни, јас не го спорам значењето и важноста на политичките партии, кои се исто така здруженија на граѓани, нели? Меѓутоа, да се обидеме индивидуално да им пристапиме на темите, на прашањата и на проблемите. Особено овој процес, доколку сакате да се вклучиме во него сите заедно, мислам дека треба да го водиме на начин кој е пред се заснован на индивидуи, на индивидуална позиција, индивидуален став, индивидуални интереси кои се разбира би требало да ги усогласиме со пошироката заедница. Меѓутоа не на политичка партија, на основа на политичка партија или идеологија, не на врз основа на некои интересни групи, туку врз основа на општ заеднички интерес. Ние, пак ќе ви кажам, ја негде на крајот на првата четвртина од денешната средба установив дека овде имаме најквалитетен и состав, на самиот почеток го видов, меѓутоа, освен најквалитетниот состав до сега, можам да ви кажам дека ги имаме најквалитетните излагања. Буквално секој од вас даде придонес, што зборуваше, а мислам дека сите зборуваа, барем овие што се останати овде, зборуваа на начин кој нам ќе ни помогне во голема мерка да му дадеме тон, боја, содржина на тоа што сакаме да го споделиме на крајот, негде во октомври, со јавноста, меѓутоа и со нашите партнери во Германија. Пред да го направиме тоа, јас мислам дека има потреба да ви вратиме дел од нашите, барем дел од нашите согледувања, односно записник би рекол, или анализа, барем она што се однесува на денешната средба, барем за Битола. Не мора да читате од цела Македонија што сме собрале, ако сакате читајте, се разбира. Меѓутоа, на доправка, на интервенција ќе биде отворена до моментот до затварање на тој документ. Мислам дека можам тоа. И да му дадеме на некој начин да
да се обидеме да направиме една иницијатива овде во Битола, нас можете слободно да не исклучите како цивил, бидејќи не сме битолчани, барем единствената битолчанка сега работи во владата, што беше во нашиот состав, така што можете да не исклучите ако сакате, меѓутоа сакаме да бидеме дел од една поширока иницијатива во која луѓето ќе почнат да разговараат и освен што ќе почнат да разговараат, ќе почнат да ги прават. Ве молам, немојте да мислите дека во Битола нема вредности и нема воспитание и нема образование. Или во Македонија. Во Македонија, која порано беше и дел од една федерација во која ја носев и штафета, нели? Бев доволно голем. Имаше вредности, имаше модели на управување и на практикување на власта кои денес ги гледаме во најнапредните европски демократии. И тоа не во сите, само во најнапредните. Во Скандинавија, во Германија. Македонија не смее да заборави дека и ден денеска има случај во кој се гледа една надпартијска, една патриотска, би рекол, да не ме разберете погрешно, зборот патриотизам го негуваме и ние, една отворена кон иднината активност на ниво на граѓани, институции, партии и така натаму. Гледаме такви примери. Само треба да го претвориме тоа во пракса. Ништо полесно.